Почитувани гледачи, добро вечер во отвореното студио на телевизија Нова, во кој најчесто организираме дебати. Но вечерва беше малку потешко да се создаде состав во кој што ќе дебатираме. Очигледно денеска е ден на протести и собери, најголемиот број на граѓани, на експерти, на политички ориентирани, неориентирани, дезориентирани луѓе се беа активни на протестите. ГДОМ беше активен денеска во 11 часот, а Шарената револуција протестира се вечерва. Никој не сакаше да се откаже од активностите на терен, на улиците и тешко можевме да организираме луѓе кои што ќе ги застапуваат интересите или идеологијата на така наречената Шарена револуција. Од друга страна, тука до мене е Александар Даштевски, од ГДОМ, универзитетски професор. Добро вечер. Со вас требаше да биде и уште еден професор, Александар Климовски, но ненадено не се појави во емисијата. Ете го повикуваме, ако случајно заборавил или се успал на некој начин, телевизијата отворена, може да се придружи да продолжиме со разговорот. Значи, ние мораме да имаме емисија без разлика на тоа дали секојаш ќе имаме представници од двете спротивставени страни или не. Рековме и ГДОМ и така е насловот и протестирам се во потрага по правдата или по независно судство. Господин Даштевски, и тие велат нема правда, нема мир, и вие денеска како ГДОМ после поголема пауза, подолга пауза се собравте, имавте приврзаници кои што дојдоа во подршка на независното судство. Така мислам дека беше и декларацијата која ја испративте од овој собир. Да прашам, ова е еднократна подршка на судството или планирате повторно да се активирате како ГДОМ, почесто да имате низ Републиката собири во знак на подршка или сте уште не сте утврдиле некоја динамика на собири или протести, како ги нарекувате? Па тоа здружение главно се занимава со мирни вака собири и главно до сега, нели, минатата година протестираше, односно се собира во сали, спортски училишта и така натаму, во затворени простории, само разговара за состојбата, да му објаснат на народот, односно на луѓето на Република Македонија, за што се работи. Дали се работи за некаква местенка, за некакво сценарио, или се работи за интересите на државата. И сега, кога се виде дека овде ќе се оди на тоа да се прават некакви меѓусебни судири, граѓански судири и така натаму, ГДОМ веднаш реагираше и мислам дека тие собири беа многу добро организирани и многу успешни, мирни собири на кои, да речеме, немаше ни еден инцидент. Тоа беше строго контролирано и беше повикувано на почетокот на собирите никако да нема инциденти. Собирите почнуваа со давање на цвеќе на силите за безбедност, затоа што ние не сме против, ниту сме за нив, затоа што тие штитат Република Македонија. Не сме да се напаѓаат и да се гаѓаат со бои, со други предмети да се удираат, затоа што на првиот ден имаше двајца полицајци на кој едниот му беше скршено рамото, на другиот раката, односно шаката. И фактички тоа е многу лошо. И тоа со бекатонски плочи, замислете да го удрила по глава. Тогаш ќе беше можеби и потешка повреда, да не говориме за најтешките последици. Така што затоа ние се одлучивме, значи никакви, дури и да не се приближиме до нив, да стоиме на 2-3 метри, затоа што ние сакаме да изразиме незадоволство од некои работи кои се случуваат во државата, а не да правиме хулигански работи, насилни работи, протести, уништување на приватен имот, уништување на државна собственост, уништување на објекти заштитени од културата, понатаму државни институции и така натаму. Тоа е апсолутно никогаш не се случи и нема да се случи, бидејќи тоа никаде не се ни случува. Не знам како дојде до тоа. Јас предпоставувам дека така наречената Шарена револуција, нели сами се нарекува така, бидејќи тоа протестирам не е здружение, како што сами рекоа, никаде не е регистрирано. Така што тоа е само како така се вика нешто што го поддржуваат невладините, кои се финансирани од Сорос и опозицијата. Видовме дека Комбито е регистрирано на
со таблици од политичка партија, дека човекот што го води е вработен во политичката партија и така натаму. Значи се знае од кого доаѓа целата таа организација, за разлика од другата страна, каде што ние дури да бевме поорганизирани, можеби ќе се собера и повеќе луѓе, меѓутоа како што кажаа некои представници на ДНОМ до сега, и певеќе повторам, бидејќи не е тоа толку важно дали ќе се повтори неколку пати. Значи ние само на последниот собир што го правевме завршен собир, кога нели ние баравме избори на 5-ти, тоа го претходно не го бараше протестирам, бараше да нема избори. Односно опозицијата, Сдружената опозиција на чело со СДС бараше на 5-ти да нема избори, а после кога се одложи изборите пак бараа избори. Јас сега не можам да ги сватам нивните барања. И затоа така ги коментирам и сега и овие изјави вчера на председателот на владеачката партија. Значи, им рече сега, бидејќи стварно се измешаат тие барањата, што се бара, што не се бара, а предпоставувам дека причината за тоа се овие рейтинзи што излегуваат, сепак ги водат странски реномирани компании и тие не ги мерат само за нас, туку и за меѓународната јавност, да се види каков е рейтингот. Сега кој ќе ги видат они тие рейтинзи, па дури и да се наместени 2 до 3%, сепак се огромни рейтинзи, повеќе од дупло. Така што мислам дека тоа е причината за неизлегување, а не избирачкиот список и не медиуми. Што очекувате, пред да ги слушнеме изјавите од Собирот на Дом, би прашал за коментар на вечерашниот протестен марш на протестирам, односно на шарената револуција, за кој што тие, колку што може да видиме од најавите пред да почне емисијата, пред да почне да се собираат, дека ќе биде еден од најмасовните и на кој им се придружи поотворено ми се чини и опозицијата, и дека, иако тие не сакаат да кажат кој им е главната цел и како ќе заврши овој протест, вашиот коментар, што очекувате од нивниот протест, дека бидејќи реков ќе биде најмасовен, значи ќе има голем број граѓани, и што значи тоа што ете и неколку илјади граѓани тргнуваат по патеката на протестирањето на оваа група за која што верите дека е соросоидни и така натаму. Сепак врзуваат од време на време поголем број на граѓани кои што ги следат. Да, не, јас реков, нели, платени од Сорос, да не реков, не употреби збор соросоидни, бидејќи гледам на мрежите дека тоа било навредливо, така да јас не сакам да употребувам навредливи зборови ако така го сваќаат они. Зашто некои го сваќаат тоа нели као комунизам па комунисти, Сорос па соросоиди, меѓутоа ја не употребувам тоа, ја употребувам платени невладини платени од Сорос. Значи, што очекувам? Па сепак станува број на дали помало од вашата или не, една група на граѓани кои што сепак застануваат зад оваа идеја што е спротивна на вашата. Па вака, јас морам да кажам дека прочитав многу коментари на социјалните мрежи, нели сабота беше она критичен ден, дедлайн што се вика, последен рок, како да го наречеме, каде што рекоа дека ќе ја земат судбината во своји раце и коментарите беа што ќе се случи после 18-ти. А други луѓе одговараат на коментарот, вика после 18-ти доаѓа 19-ти. Денеска кој сме, 20-ти? Да. Па ја мислам дека после 20-ти ќе дојде 21-ти. Бидејќи не го зборувам ова случајно, знам дека ќе има неколку илјади луѓе и сметам дека таа стратегија, таа тактика, техника што ја применуваат според тој учебник Blueprints for the Revolution, мислам дека е погрешна. Затоа што тие треба да се соберат на едно место, ако веќе сакаат да влезат во некоја институција, бидејќи и тоа беше во Оптек овие денови, и таму да протестираат и да ги употребат сите сили таму. Сега, по ова што го слушаме, веќе не е тајна, дека ќе свртат круг од влада, ќе почнат, пак идат преку Министерство за надворешни работи, па на кај собрание. Мислам дека таа поворка им се расплинува, посебно затоа што сега, што рековте, ќе има неколку илјади луѓе, имам ја информација од други градови, бидејќи нели и ние водевме низ цела Македонија, дека собираат комбиња, автобуси, разни превозни средства, така што дел од тие луѓе малку и туристички доаѓаат, така што ќе се преполови таа поврка и кога ќе стигна до собрание, не знам што ќе биде целта, многу тешко е да се пробие таму. Тоа е едно, а друго се преполовува групата и делува многу мало. Јас кога првата вечер
кога се слушнавме со некои луѓе од дом и така натаму, ме поканија, мене ми направија чест и така натаму, да кажам, Александар Пандов и така натаму. И се собравме таму, гледам дека некако ми делува као да нема многу луѓе, а после кога дојдовме под воството, веќе видов дека има огромна поврка од 15.000 луѓе, имаше веќе првиот ден. Меѓутоа, платото пред собрание е многу големо. И тука, ако нема над 10.000 луѓе, се губи, делува као да е полупразно, и тоа делува психолошки и на самите учесници. И си викат овие што малку останавме, ајде ќе се одиме ние. И така остануваат една групичка, што ако ги снимат од зграда или од дрон, делува као да нема многу луѓе. И мислам дека тоа е целата позадина на ова зошто не успева шарената револуција. Значи, они 2 до 3 пати собраа неколку илјади луѓе, да кажеме до 5.000 луѓе. Другото се беше, не знам, еднаш можда собрали неколку пати 1.500, 2.000, ама 2 месеци собираа по 200-300 луѓе. И зошто се дојде до тоа да се фарба? Тоа наводно нели го смислила некоја уметничка, меѓутоа кога ќе излезат 100-200 луѓе и кога ќе застанат пред собранието, тоа делува као да нема никој. Не гледавме со катапулти кога гаѓаат, една групичка, една обиколена околу тие со катапулти и се радуваат зашто го обоиле собранието. И сега, ако тоа се обои, веќе одекнува во светот дека во Македонија нешто се случува, се уништуваат државни згради, значи таму нешто не е во ред и така натаму. Замислите тие само да прошетаат, тоа ќе биде како корзо од 100-200 луѓе и нема да остави впечат. Инаку само да дополнам ова сите она палењето на канцеларијата на претседателот и првиот ден гаѓање со бекатони и уништување на кафичот таму на ТЦЦ Плаза го обиколија цел свет. И после неколку дена или после неколку недели, не знам, недела две, они дојдоа до таа идеја да фарбаат, за да бидат видливи. Идеме, ние прво еден прилог за тоа што беше кажано денеска на дом, па да се вклучиме со линк од сега што се случува на улиците на шарената револуција, но режија сепак мислам дека најдобро прво да идеме со реклами, а потоа ќе продолжиме по предвиденото сценарио. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Ход и Ход, за заеднички да го проектираме. Повторно во отвореното студио разговараме со Александар Даштевски од ДОМ. Господин Даштевски, предлагам да проследиме прилогот што беше на ТВ Нова од вачето денешно собирање пред судот и да слушнеме неколку тонски изјави кои ваши членови ги искажа во како дел од декларацијата што ја доставивте до судството. Ние сме сите за слободно судство и дојдовме овдека да ја дадеме поддршката на судиите и да им порачаме да не се плашат од никого. Никој не смее да ги притиска. Денес сакаат да го компрометираат судот, да ги компрометираат судиите, носени од својата фрустрација дека нивното квази пара тело, наречено специјално јавно обвинителство, не може да им испорача резултати. Не може против судија да се поднесува кривична пријава заради тоа што пресудил така како што тие не сакаат. Тоа може да го прават во една сосема друга постапка, во други инстанции, и тоа многу тие добро го знаат. На тој начин тие создаваат илузија дека судиите се партизирани, судството е партизирано и работи незаконски, што не е така. Второ, и многу битно, органот кој што ги поднесува кривичните пријави нема уставна основа, а тоа е нивното специјално јавно обвинителство, кој што е парадржавен орган и е тумор во нашиот правосуден систем. Само да се прочита називот на законот по кој што тоа специјално јавно обвинителство е формирано, ќе сватите за каква небулоза и правна контрадикторност станува збор. Тоа специјално јавно обвинителство треба да истражува врз основа на незаконски прислушкувани материјали,
Замислете, не законски прислушкувани материјали, а нив судот да ги третира како докази, што е апсурд. Застанавме овде да покажеме пред судот, да упатиме една мирољубива порака, дека го подржуваме слободното судство, независното судство, одлуките на судиите и дека не сме тука да се закануваме. Некои други се закануваат дека ќе палат, дека ќе уриваат, дека ќе поднесуваат кривични пријави. Ние не сме тие. Ние си ја сакаме татковината и ги почитуваме незините институции. Лидерот на опозицијата покажа како не се почитуваат институциите. Фрлаче со боја по нив, се заканува на судиите, се заканува на секој граѓанин поединечно. Граѓанското движење за одбрана на Македонија ги заштитува државните атрибути на Република Македонија и нема да се повлечеме од оваа наша борба, бидејќи ние имаме само Македонија и тоа е нашата држава. Суди кои што се под притисок, кои што се под уцена или кои што очекуваат некаква награда во идно време, тие суди не може да судат правилно и честно. Тие суди може да судат само во интерес на тие кои што им се што ги уценуваат или тие кои што им се закануваат. Тука сме да ги охрабриме, да им кажеме дека македонскиот народ го почитува македонското судство, дека ги почитува судиите и дека очекува од нив правично и праведно судење. Сега, како представници на ГДОМ, ќе однесеме декларација со која што им даваме поддршка на судиите и сакаме да им порачаме од тука дека овој пат ќе влеземе само неколку луѓе кои што ќе ја достават таа декларација. Треба да им биде јасно дека во идно време многу пати повеќе од овие луѓе сега што сме собрани ќе дојдеме и нема само неколку луѓе да влеземе во судот, туку сите луѓе ќе ги поканеме и да влеземе во судот исто пошто овој наш македонски суд да ни објаснат зошто под притисок и зошто носат некои одлуки, зошто прават подеднаква равенство на криминалци докажани и на луѓе кои што ништо, ама баш ништо во животот немаат криминално направено. Добро, сега предлагам да го вклучиме нашиот репортер Ѓорги Камов, кој го следи движењето на протестантите од Шарената револуција. Камов, ако ме слушаш, те гледам дека ти моментално си пред владата, но не слушам галама. Дали протестантите од Шарената револуција протестирам заминаат пред влада, каде се сега и како поминува овој, како што велат, најмасовен собир кој што досега го организирале овие граѓани? Любиша, демонстрантите на така наречената Шарена револуција во моментов се упатија кон собранието на Република Македонија, така да ние веднаш по ова јавување ќе се упатиме и таму пред собранието да видиме што се случува. Најнапред да кажам дека ова денес во Скопје беше најмасовен протест на така наречената Шарена револуција, но предводен од опозицијските лидери. Во првите редови на денешните протести забележавме дека се лидерот на СДСМ Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Петре Шилегов, Фија Цановски и уште други опозицијски лидери. Протестот започна пред специјалното јавно обвинителство во 19 часот, каде што и претходните денови кога имаше протести, демонстрантите даваат поддршка на работата на Катица Јанева токму таму, а веднаш потоа се упатија и пред собрание, каде што имаше и обраќање на неколку демонстранти, како и на Радмила Шекеринска. Денес телевизија Нова забележа дека на булеварот Партизански одреди има и голем број на возила со струмички и со кумановски регистарски таблички, односно граѓани од Куманово и Струмица кои што пристигнаа во Скопје да протестираат заедно со скопјани на улиците. Ти изјавија дека од Куманово само имало околу 50 комбиња кои што дошле овде, кажа дека дознале од социјалните медиуми, а се организирале преку општинските организации. Овие протести продолжуваат од денеска па понатаму секој ден, бидејќи така наречената Шарена револуција и опозицијата даде рок за исполнување на два клучни барања. Тоа е Уставниот суд да се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство, како и МВР да ги повлече сите кривични пријави против демонстрантите на така наречената Шарена револуција. Еве што изјавија демонстрантите со кои што разговаравме и кои што пристигнаа од Куманово.
Ви од каде дојдовте за протести? Од Кумано. Ние сме од Кумано, група со некаде над 50 автобуси. Како разбравте за протестот? Како се договорите? Преку Фейсбук имаме контакт преку општински организации, си има контакти и се знаеше многу порано, се знаеше, требаше на 18, ама ето одлучивме, чекавме 18 да помине, тој ултиматум, затоа одлучивме сега на 20 и сме собрани, како што гледате и сами, во голем број. Камов, ако може едно прашање, рече дека имало неколку обраќања, можеш ли да резимираш генерално на што поентира оние кои што говореа пред владата или каде беа веќе тие обраќања и што се говори меѓу нив, кога ќе заврши овој протест, дали стандардно негде околу 21:30 или имаат намера подолго да престојуваат на улиците на Скопје? Любешо, според изјавите на демонстрантите, кои што ќе ги слушнеме и во дневникот во 22 часот, изјавија дека ќе продолжат и понатаму да протестираат се додека владеачката партија, односно Уставниот суд не се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство, додека Радмила Шекеринска изјави дека ќе продолжи понатаму да протестира се додека не процени дека во земјата може да има фер и демократски избори. Ѓорѓе, ти благодарам за јавувањето. Како што рече ти, ќе информираш и за вестите во 22 часот. Веројатно ќе имаме и тонски изјави до нас што го говореле говорниците, оние што се обраќале на протестите. Ќе видиме како ќе се заврши сето ова. Ти благодарам за јавувањето. Ние одиме со разговорот со господинот Даштевски, како да и двете групации посочувате на оној субјект, а тоа е специјалното јавно обвинителство и на независното судство. Зато и го насловив и гдом и протестирам во одбрана на судството. Му треба ли одбрана на нашето судство од било кој, бидејќи нивните обвинувања се исто така кон власта дека тоа врши притисок врз судството, додека вие сметате дека сега овие што протестираат и опозицијата на еден друг начин исто така вршат притисок врз судството. И тие пред вас протестираа пред судовите, па ги нарекувавте дека прават со самиот собир притисок врз независното судство. Дали вие сега денеска со самиот собир, без разлика на тоа што им давате подршка, правите на некој начин притисок врз судството? Како го оценувате моќта и капацитетот на нашите суди, на нашето судство, да делуваат без разлика на тоа кој е власт, кој е опозиција и да судат, како што велат, ни по баби, ни по стричеви, има една изрека српска. Да, српска, да. Прво би се навратил само со неколку збора на изјавата на вашиот репортер. Значи, сето она што го кажавме ние, односно јас заедно тука, а не знаевме што се случува на терен, се покажа како точно. Ја реков дека имав информација дека ќе дојдат од Стана, го слушнавме господинот 50 автобуси од Кумано, веројатно 50 од Струмица и 50 од други градови, тоа се пак тука некаде 5-6 илјади луѓе. Додека најверојатно нема граѓани од Скопје веќе се презаситени од овие протести што се организира или повторно има неколку стотини како до сега. Значи тука нема ефект затоа што нели веќе има една кривична пријава, па се повикува од другата страна на друга кривична пријава. Значи се прашање е кој ги плаќа тие автобуси. 50 автобуси коштаат, значи некој треба да ги плати, тоа ги плаќа. 50 автобуси или 50 луѓе? Не, 50 комбиња и автобуси. Аха, така. Значи превозни средства. Затоа викам ја неколку илјади, затоа што ако собира не може митинг во Скопје само од Скопје, не тешко. Па не може да, ама не може секој ден да доаѓаат. Они ќе доаѓаат еднаш, два пати, значи сето тоа што го зборевме, значи утре не може овој протест да го направат, да го прават секој ден, ќе излишат за до крајот на неделата со средства, бидејќи тоа кошта. Дали се прави кампања, па кампањата кажува дека кошта неколку милиони евра. Добро, тука има нели материјали пропагандни и друго и телевизии, меѓутоа сепак и превозните средства се доста скапи. Значи сето тоа е вештачки произведено од страна на опозицијата која цело време се крие за тоа така наречено здружение протестира. Значи цело време денеска не се криева, значи излегува денеска веќе јавно, значи ги го потврдија тоа што цело време се зборува, дека они ги организираат, а не протестирам и дека протестирам прилично им помогна со тие
луѓе кои се платени, има таму луѓе кои работат за плата, кои работат, значи само тоа им е работа. Да идат во таа невладина организација да работат, а бидејќи се одвиваат протести, не мора да е во организацијата, иде на протести. Така што затоа им помогна. Таа перманентност да се одржи, тој континуитет во протестирањето и затоа и трае 2 месеци, па после на крај се претворија во 20 луѓе, изгуби смисла, па се заканува една недела дека ќе се случи нешто на 18, па денеска дека ќе се случи, меѓутоа евидентно. А зошто се битни генерално колку луѓе имало на било кој протест? Па тоа сакам да ви го кажам и тоа е поврзано. поврзано. Вие инсистирате дека имале 50.000, Тоа е поврзано со 5.000-2.000. И со судството и со сите настани што ги зборуваме. И што викате ова и они се народ и овие се народ. Значи ние тврдиме и сме убедени во тоа затоа што сме ја поминале цела Македонија, знаеме. Значи дека апсолутно народот е против било какви судири, собири и протести, посебно вакви, бидејќи нели се напаѓаат безбедносните сили и така натаму. Значи дека народот е против тоа. Да беше народот за тоа, тие ќе изведеа како што лани се случи, а и сега да сакаше гледаме вчера што се случи. Значи овие што дојдоа на прослава беа многу повеќе, убеден сум во тоа, иако не сум го видел собирот, отколку овие што доаѓаат за протест. Сега да кажете мнозинството, мнозинството народ, кај вас, да, бидејќи се тие повеќе од овие. Ќе кажам еден ексклузивитет за вашата емисија, што мислам дека не го знаат ни во владеачката партија, него до сега не сум го кажал на ниједна телевизија. Значи јас кога нели одевме по 23 на тие собери на граѓани, така ги нарекуваме барем ние, и сега додека ние кога ќе стигнеме, ќе седнеме да се напиеме нешто, или пред говорот, после говорот, ми приаѓа граѓани, најчесто брачни парови, така, во средни години, и ми викаат, господине, ние никогаш не сме биле членови на партија. Многу такви луѓе ми придоа, сега, нели, по неколку да придат во секој град, не, меѓутоа, тоа е оној неутрален дел. И затоа сметам дека овие избори, кога и да се одржат, ќе биде референдум тоа. Викаат, ние никогаш не сме биле членови на партија, меѓутоа сакаме да си ја задржиме државата. Овие сценарија што се зборуваат за федерализација... Но тие велат исто дека сакаат да задржат државата. Ама не отворено. Затоа велам, значи тезите и пораките се на некој начин дури идентични. Иако адресата на која ги упатувате овие пораки се... Една работа да објаснам. Значи, народот може да го излаже некој. И тоа се случувало и едната и другата страна да го излажат народот. Да му кажа дека ќе има вработување по едно од секое семејство, па нема, па после пак ќе гласа за таа опција и така натаму. Меѓутоа не можете, ако го измамите народот е толку љут, затоа што се одеше на тоа наводно имало присушкување, а всушност се работи за сосема друго сценарио, за кое, како што знаеме, употребени се 6 милиона евра од странство, и јасно е дека се дестабилизира државата цело време, за овие година и пол, ние само со тоа се занимаваме. Јасно е дека тоа влијае на економијата, и јасно е дека тоа може да ја доведе во опасност државата. Да не говориме за бегалската криза во исто време што се случи. Така што народот не е најверен. Тој ги сваќа сите овие пораки и поради тоа се тие рейтинзи. Не дека нешто сега и да сака владеачката партија не може нешто посебно. Знаете, само на избори има точна бројка кој кого поддржува и тука се сложувам со вас. Инаку секој митинг е приказна сам за себе. Колку ќе има средства една организација или партија да организира, колку души ќе дојдат во Скопје, па по тоа си ја мерат силата. Меѓутоа, тоа не е најрелевантниот показател колку луѓе поддржуваат одредена политичка опција, идеја, протести и така натаму. Затоа викам, овие луѓе со кои јас се среќавам во Македонија, со кои се среќавав и веројатно ќе се среќавам и понатаму, бидејќи сега нели еве вака на јавни дебати ве препознаваат луѓето. Значи ми рекоа, ние сакаме да ја спасиме државата, а еве сега да одиме од тврдењата и од барањата кои се поставуваат. Ако го гледавте вчера интервјуто на председателот на ВМРО-ДВМ, тој рече нека кажат какви услови сакаат за изборниот список и ДИК нека ги спроведе и нека кажат какви услови сакаат по било кој европски законник за медиуми. Зошто? За да се заврши кризата. Кризата не може го кажаа тоа и еврокомесарите. Не може да се заврши на друг начин, не може преку улица да се заврши криза. Може само на избори, затоа што народот го дава гласот. Нели, демократија значи владење на мнозинството над сега обратно, сега неколку стотици луѓе го малтретираат цела држава 2 месеци. И тука е голема разлика. Значи, Дом бараше избори. Кога не дојде до избори, Дом застана тука, бараме избори. Имаме некоја цел. А овде нема цел.
Овде прво ќе кажат, сега за ова, кажа репортерот, нели тоа да наводно да Уставниот суд донесе одлука. Ова е политичка одлука за специјалното јавно обвинителство. Ја не викам да се укине, нека ги реши предметите, меѓутоа нели објективно, не вака како што ги решава. Меѓутоа тоа е политичка и како сега Уставниот суд што да направи? Да каже дека тоа е уставно тело, а не постои таква одредба во Устав. Во Уставот имаме основни обвинителства, висши и републичко обвинителство. Значи не може да ова да биде Устав. Тоа е политичко решение на четирите политички партии, тие не се представници на целиот народ, така што не треба да се менува Уставот. Се смета дека тие четворица лидери се представници на целиот народ. Ама тоа не е во согласност со Уставот. Во парламентот помена тоа. Бидејќи Уставниот суд не се искажал, можеби затоа и барањето да се искаже конечно за Ама ако се искаже, мора да се искаже дека е против Уставот. Бидејќи во Уставот не постои таква категорија. Подобро да прочита некој. Па мислам дека е во интерес, бидејќи се работи сега како што говориме дека четирите партии сега треба да не излезат од оваа криза, бидејќи они почнаа да преговараат, да остане како политичка одлука, бидејќи нема таква одредба, не постои одредба во Уставот каде што се предвидува дека такво нешто ќе се донесе. Да тргнеме од овој член. Не, прашањето е дали Уставниот суд ќе истрча со изјава дека не е уставен во момент кога тоа ќе биде најпогодно, да речеме, за владачката партија. Тоа е зачкуницата што ми се чини ја бараат овие од шарената револуција. Или да ја молчи цело време, или веднаш да се искаже да нема задршка, па отпоста да се јави Уставниот суд во политички најпогоден момент. Тоа повторно отправен, ќе стане политички инструмент. Да, значи ја не сум уставен судија, не можам да дам изјави во име на Уставниот суд. Меѓутоа сметам дека овој орган, вака како што е поставен, има и многу други слабости во законот, не е уставен. Значи не е предвиден во Уставот. И вие не можете сега да го менувате Уставот поради еден ваков орган. Значи тоа е политичка одлука, имаме правна одлука и политичка одлука. Ова за формирање специјалното јавно обвинителство, пошто го договориле најбитните политички фактори во Република Македонија, е политичка одлука. Но иницијатива постои ли остави? Меѓутоа, затоа и западните овие преговарачи, сите што беа, и извештајот на Приви и така натаму, се за тоа да забрзо се заврши кризата и затоа се поставуваше датум кога да бидат изборите. Сега опозицијата не сака датум да се поставува. Ако не сакате, добро, меѓутоа што сега ќе се протестира? Па вие не можете, они не можат да протестират уште една недела сега, ако ќе видат 50 степени температури, сите ќе отидат на одмори. Господин Климовски, кој што требаше да биде тука и лично ќе ни кажеше и како што го слушаме во изјавата, вели дека органот кој ги поднесува кривичните пријави нема уставна основа, ова што го видите вие, а тоа е нивното специјално обвинителство, кое што е парадржавен орган и е тумор во нашиот правосуден систем. Ако е тумор, тоаш најдобро да се исчисти, да се укине, ако е така. Па јас не може, значи, ако е вас дадено за вашите вести друго изјава. Или го признаваме, Да, имам дадено во кај Еве да слушнеме тоаш, бидејќи странците па многу полагаат и на изборите, но и на работата на специјалното јавно обвинителство. Режија, предлагам да ги слушнеме изјавите на Могерини и останатите учесници на денешниот состанок на министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската унија во Брисел, кој што посебно заседава за кризата во Македонија, во која искажа голема загриженост за она што се случува тука и побара што побрзо разрешување преку изнаоѓање диалог меѓу лидерите на политичките партии, наоѓање термин на фери демократски избори и ослободување на работата на специјалното јавно обвинителство. Да слушнеме изјавите на овие на така наречениот меѓународен фактор кој денеска расправаше за нас. With the point on the former Yugoslav Republic of Macedonia, where it is very clear unity of member states in the need to have the country's political leadership engaging in an open dialogue, implementation of the 2015 Prizino agreement, and creating the conditions for develop rule of law, support the work of the special prosecutor, and implement the urgent reform priorities.
Состојбата во Македонија е загрижувачка, затоа ќе дискутираме денеска. Се успеа во одлагање на најавениот термин за избори, но внатрешнополитичките судири во Македонија траат и натаму и ние и натаму во рамките на нашите можности, европските можности, ќе мора да правиме напори за придонес за смирување на состојбата и за колку што е можно во Македонија да има фер предуслови за избори, кои би се одржале во термин кој би требало допрва да се договори. Ете, тоа беа изјавите на така наречените или не така наречените странци кои што се грижат за она што долго време се случува во Македонија. Господин Даштевски, ќе се реши ли брзо кризава без разлика на ова што едни и други се обвинувате, кој повеќе, кој помалку, кој е во право, кој не е. Onda што странците го гледаат дека во крајна инстанца ќе мора еднашка заедно да најдеме некое компромисно решение, што некако постојано од емисија од состанок во состанок ни бега. Значи, наместо да бараме или да бараат тие што се задолжени да бараат заеднички точки, ние инсистираме на разликите. Тоа е пиар кампања заради изборите или до кога ќе се дели македонското ткиво? Токму тоа сакав да го кажам. Значи, нема да ни го решат прашањето странците. Тоа викаат и они. Мора вие да си го решите со собственото прашање и мора вие конечно да најдете излез од оваа криза која е наметната, која постои. Како кога толку сме различни? Сега фактички рековме неколку пати, повторно ќе повториме и мислам на крај дека нема друго решение, тоа е. Значи тоа се решава со избор. Сега како што гледам, бидејќи и овие што се посилните аналитичари, па можем да кажеме и од двете страни, не знам како се викаше ова агенцијата на рейтинг и другите, и овој на Владимир, како беше исто неговата јака агенција, односно за изражување на јавно мислење и на Божиновски, да. И фактички он кажува отворено, а и другите што се занимаваат со тоа, дека на среден рок или на краток рок не може да се поправи драстично рейтинг. Тоа може да се поправи само на долг рок, а тоа подразбира најмалку година дена. И сега ова што се случува, сега идат овие преговарат и им викат све ви даваме, овие не прифаќаат. Значи они не сакаат избори во есен. Затоа што за да имаат време. Од друга страна пак не се презема ништо да за таа година што останува нешто се направи позитивно. Само се оди со негативна кампања. Видовме дека мислам дека они сметаат дека нашиот народ е сеирџески, што не дека не е точно, меѓутоа повторно народ си ја гледа па својата логика и својот интерес во работите. Значи, дали ќе донесат странски инвестиции да се вработат луѓето, дали ќе донесат, ќе се направи гасово, дали ќе се направи инфраструктура и така натаму, колку луѓе од семејството ќе се субвенции, дали ќе се дадат поголеми пензии, поголеми плати, тоа се гледа. Од друга страна, ни еден збор не се кажува, као таа програма некоја што ја прават италијани, не знам која прави, така се збореше во јавноста, не видовме ништо ни од таа програма. Значи, што ќе се понуди? И сега тука се преломуваат работите, затоа се овие рейтинзи, значи така драстични, затоа што едната страна нуди и не само што нуди, току во моментот остварува. Вчера слушнавме дека има некоја нова странска инвестиција во најголемата значи во најголемата криза. А да не говориме за другите работи кои се во можност да си ги прават сами, да си ги прави државата и нели дел од кредити, дел од собствен буџет, и кои се прават. Ја гледаме автопатот до Штип, кај што ќе се стигнува 20 минути, тој автопат веќе е пробиен и за неколку месеци ќе биде изграден. Јас разговарам со еден пријател од Кочани, сега малку да се навратиме, ние цело време зборуваме за тој народ. И овој вика, ја кога сум бил студент, од Кочани до Скопје, се патувало 6 сати, па се застанува во Штип, се застанува ваму, таму, па лош пат од кривини 20 на сат. Сега вика, втора фаза од овој Скопје-Штип-Кочани. Ќе се патува до Кочани 1 сат. Веќе луѓето не треба ни да мигрираат во Скопје. За 1 сат доаѓа, завршува работа, за 1 сат се враќа. Значи тоа не се мали работи. Исто така нема, например, од Кичево до Охрид, и сега ние се мачиме по 2,5 сата патуваме до Охрид, сега ќе се скрати патувањето на сат време и ќе биде нормално подобро. Па се планира и железница, да не говориме и према Бугарија и така натаму. Тоа се све сериозни потези, не дека нешто некоја страна е
многу јака или нешто, меѓутоа тоа што се прави, тоа треба да се прави, а не да се закануваме со дестабилизација, со федерализација, со најопасни закани за државата. Затоа што народот ги следи тие работи. Овде има други две изјави кои ќе ги прочитам, ако се точни, од она што можев од медиумите ги дознам. Не прокоментиравме изјавата на Пандов, но ќе се вратиме на таа, ќе одиме сега на шарената револуција и протестирам како два субјекта да се. Тоа малку ме збунува, но веројатно они ги знаат разликите меѓу себе. Еве пораката од шарената револуција, бараме граѓаните да бидат дел од решението на кризата и доаѓаме за да го осигуруваме нашето учество. Бараме криминалците да одговараат и ќе ги притиснеме институциите да покажат дека крадењето и угнетувањето не смее да биде исплатива дејност. Бараме преодна влада и не отстапуваме додека не се осигураме дека таа влада ќе обезбеди слободни избори и слободно гласање. Тоа е пораката од шарената револуција, ваш коментар. И следно, од протестирам, лути сме и гневни на политичките елити што предлого не држат во статус кво со неуспешни и нетранспарентни преговори без учество на граѓаните. Доста ни од преговори во кои ние сме нем и пасивен наблюдувач. Нашиот глас мора да биде слушнат и од власта и од опозицијата. И ќе бидат слушнат, ако не во таа мала соба за преговори, ќе не слушнат од улиците и плоштадите на оваа држава. Значи, овде ќе има порака сега и до власта, и до опозицијата. Ова не е ново дека тие бара официјално на некој начин и невладините, граѓанскиот сектор да бидат дел од преговорите, но странците мислам дека ги одбија, дека мислам дека тука настана проблем со Дом, нели, кога сакаше да влезе и они рекоа ќе прават протести пред ЕУ, што беше нелогично. Не знам како би може тие да бидат дел од преговорите и што барат од опозицијата. Дали ова е порадикалното крило од нивните барања? Еве таму има и што е со ова со криминалот и барат преодна влада. Да. Од крајот да почнеме. Значи вие знаете и сами имавте гости тука, ја барем ја следам вашата телевизија, каде што викаа дека тие што се протестирам или како шарена револуција, дека немаат исти ставови со опозицијата, иако протестираат заеднички. И нели тоа се потврди. Сега не би можеле да разговараме за тоа, ако не беше лидерот на опозицијата исвиркан во еден или два наврати, прво пред ЕУ, па после пред СЈО. Значи извиркан да не доаѓа тука затоа што тие сметаат дека они се претпоставувам сметаат дека се подчисти, дека може да им создаде проблем, бидејќи нели против него има генерално, господин Даштевски, дали ГДОМ и протестирам се во наводници порадикалните струјиња од ВМРО и од СДС? Сметам дека ГДОМ е многу мирно од партијата, од ВМРО, мирно движење, да. А од друга страна, ова другото движење, значи самото ова што го прочитавте, асоцира на притисоци. Да суди и да ги осуди. Па нека суди и нека ги осуди. Ама не можете вие да кажете кого. Нека си суди оно во рамките на законот и во согласно со законските прописи, во согласно со уставот и сите. Ама и Пандов рече, а сега ќе влеземе неколку, ама следниот пат ќе влеземе неколку стотици. Па видите сега. Ако не судат според тоа како што очекува ГДОМ, и тоа е некако слично ми доаѓа тоа. Ние сме сведоци на, само сака да каже на масовноста. Значи сака да каже на масовноста. Асоцира на масовноста. Меѓутоа сега ја не знам дали некој во Македонија верува дека специјалното јавно обвинителство, без оглед изјавата на Могерини ја поддржувам, дека не е пристрасно. Не знам дали верува некој во тоа. И затоа ја не се согласувам со ова преска, тоа си беше лична изјава на Климовски, значи дека тоа е канцер и веројатно он така смета. Меѓутоа јас еднаш тука предложив кај вас во емисија дека можеби најдобро решение, бидејќи политички е избрано, да остане специјалното обвинителство, но малку да се измени составот. Што евидентно е дека во специјалното јавно обвинителство нема или има многу малку обвинители од Скопје, кои што е најквалитетно јавно обвинителство и суди за најтешки кривични дела, токму како што овде сакаат да се обидуваат нешто да направат, па макар и останала на чело на специјалната јавна обвинителка и така таа до сега не кажа ништо посебно, тоа е едно. Друго, гледаме дека објективно мислите. Да, гледаме дека презумцијата на невиновност апсолутно не важи тука. Значи веднаш кога се излегува на прес, луѓето како да се осудени. Така се постапува. Значи вие дали ќе кажете поранешна министерка на тоа и тоа или министер на тоа и тоа, значи знаеме кој бил, така што тоа е кршење на таа презумција која е една од основните демократски начела, заедно со другите човекови права и слободи, и вие не смеете да ја кршите.
Ако вие кршите тоа, што останува за другите? Не имаше такви забелешки па од другата страна за основното јавно обвинителство. За постојно основното значи, јавно ние не можеме да се составиме, ние мораме паралелно да имаме и специјално и основно, и ГДОМ, и ГРОМ, и протестирам. Основното јавно обвинителство си ја врши својата работа во согласно со законот и мислам дека коректно ја врши. Вие кога погледнете извештајот на Прибе, ќе видите дека он во извештајот вели, значи тука најмногу се буни опозицијата што смета дека тоа што се спомнуваат во извештајот на Прибе разговорите, а за тоа и почнал онда, па мора да спомне некој разговор, дека тоа е многу битно. А всушност он предлага многу реформи во тој извештај и сега во тој извештај меѓу другото има и тоа дека 80% од судиите и јавните обвинители се врвни професионалци. Значи си ја вршат одлично работа. Вие како ќе се справите со организиран криминал кој не го врши еден човек или двајца луѓе? Затоа и се вика организиран група на луѓе го врши, кои претходно направиле добар план како да го осмислат и тоа да биде нешто од крупно значење. Значи дрога, не знам, убиство или такви работи. И затоа постои тоа. Сега вие од тоа обвинителство за организиран криминал или од вишите обвинителства немате ни еден таму во специјалното јавно обвинителство. Значи кога го правеле тоа политички, требале да водат сметка за квалитетот. Овој состав нема капацитет да се справи со овие предмети. Тоа го гледаме сега ние од ова што се поднесе до сега. Ја мислам, убеден сум, ќе се може тоа лесно да се провери, ама нема ни една кривична пријава што се однесува на прислушкуваните разговори. За тврди на ова што се одби, они поднеле кривична пријава, тоа го каже и Климовски против судиката, иако за тоа вика одлучуваат други тела, сака да каже дека за предмет што го суди еден судија не може да му се поднесе кривична пријава. Тој има имунитет како пратениците. Ама кривичниот совет го уважи жалбата. Добро, не, ама суди он, значи ако сакате вие против судија што суди во тековен предмет, инаку никој нема да суди никаде. Тоа од цел свет е правило. Значи тогаш треба да поднесете представка до Републички судски совет дали ќе му го одземе или не. До него и Републички судски совет се одлучува. Ако постојат елементи, добро. Меѓутоа он мора да суди по сопствено обидување. Он мисли така. Ја лично мислам, сега одлучиле таму, не сум ги видел документите, да ги видам, можам да судам. Ама лично моје мислење е дека тврдина не е во врска со прислушкуваните разговори. Да речеме, тврдина била донесена одлука година дена пред овие да почнат со бомбите. Значи тогаш била донесена одлуката, само што малку се досел и како што слушам ја и што гледаме од портали, од вестници и од така натаму, дека се работи за погрешна постапка. Целата опрема е проценета на 1 денар, вредноста на опремата, веројатно се работи за некоја стара опрема, а се работи во грешка во водење на постапката. Значи некој документ не бил донесен, па после се ставило, пошто морал да биде донесен, дека тој документ постои и така натаму. Значи во такви работи. А пуч до каде е со пуч? Мислам дека специјалното јавно обвинителство го откочи овој случај и го остави до судот да действува. Па ете, тука се тие разлики, значи за едните... Ама се ја го остави, судот треба да преземе иницијативата од тој. СЕО мислам дека не го остави. После се донесе одлука дека ги му се враќа на СЕО. Не, СЕО го остави до судот и го ја мислам дека има одлука повторно го земе, како сега за денеска. Да, но го остави до судот да се ја тера работата. Па не знам, ја треба да се информирам за тоа. Мислам дека ако го оставило до судот, ќе си поведе, ќе си продолжи со постапка, како што и беше до сега. Она што го видов дека едниот од обвинетите што призна дека е се уште на слобода, веројатно не се преземени некои действија, меѓутоа не знам до кај тој предмет. Тоа требаше да биде баланс на некој начин, бидејќи да, тоа требаше да биде баланс, бидејќи овие нели се судени, вие се судени, сега сите се и затоа викам ја нека се примени правдата рамноправно према сите структури. Нели имаше индици дека има 600.000 разговори. Па нели разговори од новинари им беа давани вака. Па нели имало повеќе разговори од страна на опозицијата. Па еден барем да видим. Значи еден разговор што збореле они. Затоа што и лидерот на опозицијата, ако се сеќавате во емисијата Вин-Вин, рече, па и јас сум човек, знам да се изнервирам, па знам да навредам некој, знам да му се развикам на друг. Па да видиме кај се тие навреди, тие омаломажувања и така натаму. Да видиме и тоа. Значи никој не го отвори тоа ни еден случај. Како да верувате дека се работи за објективен орган? И затоа вика канцер, затоа што
Јас реков тука, значи, ваквата постапка може да продуцира нова криза. Они се надеваат во тоа ништо не решава, другата страна се надева во избори нема затоа што вие чекаат ова да. Значи се врти во круг работа. Режија, дали имаме уште едни реклами или продолжуваме со разговорот? Да погледнеме тоа што рекламите, потоа со господин Даштевски да го закружиме разговорот. Господин Даштевски, бидејќи работиве, гледам дека се вртат околу изборите како едно од можните решенија и независно од тоа што специјалното јаводителство вака или онака ќе се работи својата работа, очекувате ли кон крајот на годинава да има избори или до година негде во март заедно со локалните? Па јас бев убеден, бидејќи дефинитивно работите ги диктира опозицијата. Гледаме и со изборот, и со сите, и нели председателот на ВМРО-ДПМН призна дека се направија премногу отстапки и тоа во интерес на решавање на кризата. Меѓутоа, тие отстапки не дадоа таков резултат како што се очекуваше, бидејќи два пати се одложи изборите. Ако СДСМ мислеле, тие веројатно имаат некои експерти, консултанти и така натаму, ако мислеле дека ќе, да речеме, се потребни повеќе од година дена, не 24 април, не 5 јуни, тогаш требале во преговорите на пржино тоа да го истакнат, а не сега да кажуваат, два пати да ги одлагаат изборите, и сега повторно се обидуваат, бидејќи лидерот на опозицијата изјави: ние сакаме во есен избори, во октомври избори сакаме, и они му викаат: добро, во ред, ајде да направиме избори, што треба избирачки список и медиуми. И сега они веројатно се фатиле за тој законот на Ван Хојте, што не е тој во склад со европските закони. Треба да се донесе, овие викат, било кој сакате од било која држава од европските закони. А нашиот мислам дека е најдобар сега што го имаме, меѓутоа не прифаќа, добро, кажете кој сакате, тој. И значи они сега фактички на некој начин се гледа тоа, дека го пролонгираат и не сакаат во октомври, веројатно, затоа што и нели овие аналитичари тие рекол октомври од опозицијата беше тој термин кажан, септември, октомври. Да, и позицијата се слага, меѓутоа мислам дека они не сакаат, опозицијата не сака. Тоа кога, март? А овие рекоа, што не сакате на 5 јуни, кога сакате? Значи, кога сакате октомври, сакате. И јас сметам дека логично би било и би било, значи, несериозно веќе, ако се бара одлагање, како ќе се повикате на избирачки список. Па сега имавме, сите го подпишаа на крај. И представниците предложени од СДС, макар да јас не би сакал да ги делам, затоа што секаде во свет, кога ќе ви изберат на една функција, вие го представувате, ги штитите законите и сите ги представувате. Така, не само партијата. А не партијата. Партијата предлага, да, меѓутоа после работите во интерес на законот. Односно, го спроведувате законот во интерес на граѓаните. И сега, значи, пошто е подпишано овој, се утврди дека во шеската таму имало некои селени граѓани и така натаму, дека нема тоа фантомски гласачи и така натаму, меѓутоа еве да треба време тоа да се реши, да се избришат тие од избирачкиот список, па ако се оцелени да се запишат во диаспората и така натаму. Колку треба време за активна регистрација? Па ја за активна се уште ние немаме тоа. Но бидејќи лидерот на ВМРО-ДПМ предложи било каква методологија, било каков пропис. Да, било како. Ако е тоа, да речеме, опцијата околу која може би нуди некое најсоодветно решение, колку се потребни? До март може да се стигне? Па може да се стигне. Мислам дека до март може све да се заврши и тоа повеќе од тоа што треба. Јас гарантирам дека поголем дел од западни земји немаат ваков избирачки список, бидејќи многу средства, многу напор, многу експерти се вложија во тоа да се среди, и многу институции. Да. 10 институции. Ако одиме до март, која влада би не водила тоаш до март? Сегашнава, имаме ние транзитна или нова некоја како што викаат станците, нели станците се беше мора да ги слушаме 100 дена пред избори. Да, 100 дена пред, значи они викаат дека договорот прашање не е мртв. Еднаш СДСМ го злоупотреби тоа, односно опозицијата, и рекоа 3 месеци пред избори, односно 6 месеци пред избори, се избраа министрите, останаа 7 месеци нема избори. Сега другата страна бара гарантиран датум за избори кога сака и сите услови повторно да се исполнат. Затоа што и претходно и не само владеачката партија од македонскиот кампус, туку и ДУИ како владеачка, да речеме, од албанскиот кампус, коалицијски партнер,
донесоа одлука да се одржат избори на 24 па се поништи, па донесоа одлуки на 5 па се поништи. А зошто? Затоа што тоа е предвидено во закон. Ако не ја донесете, вие го прекршувате изборниот закон. И автоматски тие мораа да го направат тоа. Ама после као само ВМРО ќе останело. Затоа што мора, на крај најдоа солуција како да не се одржа. На крај на крајевите, они си победија, немаме бомби за 2014, немаме жалби, немаме приговори, чисти беа изборите, така што може да се останат комодно до 2018. Меѓутоа, поради ова, што викаме дека нема се да се реши после изборите, повторно ќе има, да речеме, проблеми до решавање, конечно решавање на политичката криза, значи да речеме март, април другата година би било идеално време. Јавното рече дека го има нашиот дописник Ѓорѓе Камов од пред собранието, ми јавува дека имало некакви инциденти. Да слушнеме од Ѓорѓе Камов за какви инциденти станува збор. Ѓорѓе, ако ме слушаш, те молам во програма си кажи ни на нас и на гледачите што се случува таму, од кој обам и со која сериозност се овие инциденти. Луша, само ако може да ми потврдите дали ме слушате добро. Да, слушаме. Така, ова што во моментов го гледате е полицајци кои што пред околу 10 минути пристигнаа овде пред собранието на Република Македонија и сакаа да ја расчистат толпата демонстранти кои што протестираа денес од 19 часот пред СЕО, во моментов се наоѓаат овде во пред собрание на Република Македонија, односно се повлечени се назад во паркот Жена Борец, каде што дел од нив и употребија и тврди предмети да фрлаат кон полицијата, но останатите демонстранти ги повикуваат тие да престанат со фрлање и да ја смират ситуацијата. Еве каква е состојбата во моментов. Демонстрантите се од една, полицијата се од друга страна. Во моментов јас се наоѓам веднаш позади полицијата на самиот мост, на самиот споменик што се изгради од проектот Скопје 2014. Не знам колку е само и колку можам да движам, бидејќи полицијата ме повлечи назад, не ми дозволуваше пристап, но полиција има во голем број, полиција има на секаде, можете овде да забележите полиција, а граѓаните се од оваа страна. Ова настана наеднаш по самиот мирен протест, се појавија голем број на полицајци кои што сакаа да расчистат толпата и да стават крај на денешниот протест. Ова не се очекуваше, ние сите медиумските работници кои што сме овде на терен, очекувавме протестот да заврши, сите да се заменат дома, така да и дел од демонстрантите кои што беа денес на протести се разотидоа, помалиот број кои што остана е овој во моментов што се наоѓа овде. На протестот овде има и политичари од опозицијата, го забележав Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Фија Цановски во редовите на демонстрантите, а има и демонстранти кои што пристигнаа и од другите градови, има демонстранти од Куманово и од Струмица. За сега остануваме овде да ја следиме состојбата како ќе заврши, дали полицијата ќе успее да ја повлече назад толпата демонстранти, тоа останува да видиме. Камов, имаше ли некаков контакт меѓу демонстрантите и полицијата? Имаше ли суди, да не има повредени или сепак тоа беше само соочување или еден допир меѓу протестантите и полицијата? Така, Љубиша, полицијата најпрво ги повлекуваше назад демонстрантите, а потоа демонстрантите употребија физичка сила со фрлање на секакви тврди предмети кон полицијата, а во еден момент слушав и силно испукување, тоа се уште не е проценето дали е гасна бомба или станува збор за некоја друга направа која што ја употребија демонстрантите во овој протест. Добро, Ѓорѓе, ти благодарам за јавувањето, за овие најнови информации за тоа како течеше или како тече протестот на протестирам на Штарената револуција. Значи, како што те разбра, при самиот крај од протестирам, дојде до интервенција на полицијата која сакаше да расчисти и тоа веројатно ги провоцира и изиритира протестантите и сега се една групата протестирам кај паркот наспроти собранието
и дел од опозицијата е се уште со нив, така. Но повредени и контакт и се уште нема. Се надам дека сепак ќе заврши, да кажем, мирно или без поголеми инциденти и повреди од двете страни. Ти благодарам за јавувањето, повеќе од Камов во вестите во 22 часот. Ние сме при крајот со нашиот разговор. Даштевски, благодарам за учеството и за она што го објаснивте, кога очекувате да има избори, како гледате на улогата на ГДОМ, на Шарената револуција, на судството, на специјалното јавно обвинителство. Веројатно ова ќе бидат и понатаму теми за кои што ќе расправаме до моментот додека оние кои што преговараат не најдат некоја заедничка формула и термин кога ќе бидат вонредните или редовни избори, веќе никој не може да гарантира која влада ќе не води до тогаш до која ќе не води, како ќе работи специјалното јавно обвинителство, но она што е битно е да нема вакви судири меѓу полицијата и протестантите и уште повеќе да нема судири меѓу здруженијата и едните и другите. Два збора ние проговоривме пред почетокот на емисијата дека не треба да има немири, дека не треба да се напаѓаат полицајците, бидејќи во секој момент тоа може да експлодира, бидејќи таков е настапот. Ако вие ги напаѓате, нормално дека тие ќе реагираат и претпоставувам дека и ова што се случува е резултат на некои насилни Но гаѓања. уште полошо да има меѓу здруженијата, меѓу собирите, ако да речеме вие организирате 10 на 15.000 луѓе, ако се поклопат термините и движењата, од и револтот, како се рече... Се продолжи со вознемирување. Значи, ова не го кажавме, тоа е најважно, мислам, бидејќи беше и дел од изјавата на председател, дека не може веќе да контролира. Значи, сметам дека има одредени структури кои тешко се контролираат. Нервозни се и така се тоа многу лошо може да биде таа нервоза. Така што ако се појават на раскрсница 20 души да го малтретираат цел град, тоа е мала група. Може, според мене, ја не знам на што се мисли. Нека и поголема, не е важно. Нека и 100. Голема има и поголема. Може ова другата страна да организира други 20. Ја на тоа се плашам. Да, за тоа говориме тоа. Не верувам дека полицијата ќе се собере целата полиција, затоа што ако ги пуштаат тогаш кога беа од дом 60.000, тоа ќе беше смешка. За 2-3 илјади. Тоа ќе беше стампедо. Така да не верувам дека ќе дојдат такви судири, затоа што и тие па не се толку наивни да одат до толкова крајност, макар да синоќ ќе видовме една таква ситуација, ама среќа добро се заврши, нели? Демонстрант проба да влезе меѓу овие што си слават луѓето и така. Меѓутоа сакам да кажам, ја очекувам такви судири, и тоа не е добро. Зашто сега да се степат две групи? Не е добро, ти тоа нема да заврши со едно тепачка, сигурно. Овие што доаѓаат таму... Тоа е опасноста на која што кажувате странците и аналитичарите за безбедност. Тие што се незадоволни граѓани знаат дека ќе ги има 20-30, може да се соберат 100 души. И мене тоа ме плаши. А во тука нема контрола. Ниту пак има многу полиција, не може да се контролира и може да се случи некој несреќен случај. После има реваншизам и така. Тоа ме плаши, а не ме плаши дека ќе дојде до граѓанска војна, бидејќи нема кој да војува во таа војна. Не може 300 луѓе или 3000 луѓе да ратуваат против 30.000 или 60.000 луѓе. Значи граѓанска војна не е. Бројме тоа да се 3000. Јас сум зборувал за тоа X пати. Имаше обид од другата страна. Меѓутоа за жал не успеше. Односно за среќа се извинувам. Благодарам што бевте гостин во дебата. Почитувани гледачи, тоа беше господинот Александар Даштевски, за жал не дојде Александар Климовски и за жал не дојде некој представник од опозицијата или од Шарената револуција, бидејќи беа ангажирани токму на улиците на Скопје. Но во некоја народна прилика ќе имаме, се надевам, и од двете страни, како што тоа обично го правиме во дебатите на ТВ Нова. Довидување и пријатно, почитувани гледачи.